Здраво, драги пријатели, добро дојдовте во денешното издание епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам на многу добро прашање поставено од наша пријателка Лидија, кое што верувам ќе засегне многу луѓе и ќе ви помогне на многу луѓе да добиете супер вредност. Така да, Лидија, фала ти пред да го погледнеме прашањето, а сега може да го погледнеме прашањето и да дадам одговор после тоа. Лидија, фала ти за прашањето уште еднаш и колку би било добро да постои некој апче или средство или некаков препарат кој што и ќе те мотивира за физичка активност и ќе ти помогне да престанеш со благо. Но имам јас решение за тоа и ќе ти го кажам конкретно како сето тоа изгледа. Прва работа, мотивацијата за физичка активност паѓа со фактот дека пред се многу од нас сметаме дека поради нашата физичка пасивност, односно немањето на физичка активност, седењето по цел ден на работа, неодењето на можеби вежбање и така натаму ни придонесува вишок на килограми. Бидејќи знам дека за тоа конкретно ме прашуваш, затоа што сметаш дека благото и немањето физичка активност се најголем виновник за тоа што можеби имаш вишок на килограми, али како и да е, физичката активност, она што јас константно го зборувам и ќе го зборувам е дека доаѓа со 20% од удел во приказната. 80% се должи на исхрана. Сега, многу од вас не сте мотивирани за физичка активност затоа што прва работа гледате примери на луѓе кои што им е пасија и огромна страст физичката активност и се луди по вежбање, имаат сикспек, односно стомачни, и уште кога ќе го видите сето тоа, на вас ви изгледа дека јас тоа не можам, нема шанси да го направам, јас не можам така да вежбам и во старт се откажувате. Втората причина поради која што можеби немате мотивација за физичка активност е тоа што можеби многу од вас пробале да имаат физичка активност, а при тоа не виделе резултати од фактот што не го нашле можеби начинот на исхрана кој што реално им ги донел вишок на килограмите, а сега треба да им го врати типичниот изглед и после месец дена вежбање не гледате резултати и се разочарувате. Од друга страна тоа го гледате како губење на време или можеби си давате изговор дека немате време. Сега, како ќе се мотивирате за физичка активност? Се враќаме на исхраната. Прво, дека благото е виновно за тоа дека имате вишок на килажа, одма ќе ви кажам дека нема врска. Благото како криза или како момент од денот кој што никако не може да го избегнете е директно последица на вашите навики во почетокот на денот. Затоа што многу од вас имаат погрешен почеток на денот и затоа што многу од вас во првиот дел од денот му даваат нула нутритивна вредност на телото, во вториот дел од денот телото бара брза енергија, која што е изразена кај некого за благо криза, кај некого за грицки, кај некој за сок, за кафе, за енергетски пијалоци, за теста, пецива и така натаму. Тоа се извори на брза енергија. И кризата за благо е исклучиво последица на првиот дел од денот и неухранетост, односно немањето на нутритивна вредност. И што тоа значи? Ако ти, Лидија, воспоставиш добар начин на исхрана, односно ако имаш квалитетен појадок, ако имаш редовни оброци, ако пиеш доволно вода, прво нешто што ќе осетиш е менување во телото и метаболизмот. Ќе се осеќаш подобро, ќе имаш повеќе енергија, ќе почнат вишокот на масти да се ослободуваат затоа што телото ќе ги користи како извор на енергија и нема да има потреба да ги складира како резерви. Ќе почнеш да се мотивираш и да добиваш кураж затоа што конечно си го нашла начинот кој што ќе ти помогне да можеби ослабеш, ќе те забележуваат луѓе, ќе ти доаѓа тоа супер на самодовербата и ќе добиеш мотивација за физичка активност. Ова не ти го кажувам затоа што сум читал, туку ти го кажувам како кај мене функционирало. Јас бев пред 6 години 105 килограми, сменив начин на исхрана, го сменив појадокот, вметнав поредовни оброци, пиев повеќе вода, почнав да слабеам. После 2 месеци, откако беа очигледни резултатите, како луѓе околу мене забележуваа, тоа ми даваше кураж, ја пред се осеќав многу подобро, многу повеќе енергија и тоа ми даде мотивација да почнам да вежбам. После 2 месеци почнав да пешачам, да одам до средноводно 2-3 пати неделно можеби.
Дури после 3 години, односно во изминативе 3 години, јас имам сериозна физичка активност. Во моментов ја немам, да бидам искрен, толку сериозно и со некаков ритам, но ќе се вратам во ритам. Во секој случај ритамот на оброци и исхрана никогаш не сум го прекршил и затоа константно се осеќам добро и затоа константно изгледам добро. Со тоа сакам да ти кажам дека се работи за начин на живот, пред се начин на исхрана кој што е 80% дел од приказната, кој што ќе ти помогне да немаш кризи за благо и ќе ти помогне да ја добиеш мотивацијата за физичка активност, која што на крај на денот не треба да биде не знам што. Пешачи, одбери нешто што тебе во саат време од денот ќе ти одземе за да можеби имаш физичка активност. Пешачи со пријателки, врти орбитрак дома додека гледаш серии, оди можеби во група на вежбање, оди во теретана, одбери го твојот начин најдобар за физичка активност, али прво среди го овој 80% дел кој што ќе ти даде мотивација. И верувам дека многу од вас ќе ви даде мотивација. Лидија, фала ти уште еднаш многу за прашањето, пошто е супер прашање и знам дека многу од луѓето се мачат по ова прашање. За оваа тема завршувам тука, користете го хаштагот #AskJosif, слободно поставете ми прашања и се што ве интересира, јас сум тука да ви одговорам и да ви пренесам нешто преку моје искуство. За денеска завршувам, ви посакувам здрави животни навики и ви посакувам убав ден. Чао, чао!